Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денеска сме тука за вас и со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате со здравјето во секојдневието. Денеска е меѓународен ден на ретките болести. Значи беше одбележан и кај нас во хотелот Хилтон. Меѓутоа, поводот за оваа емисија е токму тоа. Инаку, месецот февруари е месец кој што е секогаш посветен на ретките болести. Буквално целиот месец со тоа што нели последниот ден секогаш се одбележува во знакот на овие ретки болести. Во Македонија досега се откриени околу 6000 луѓе со ретки болести кои се дел од глобалната заедница на околу 300 милиони луѓе во светот. Кај нас за набавка на лекови за лицата со ретки болести годинава преку програмата за ретки болести на Министерството за здравство се одвоени 560 милиони денари. А минатата година преку оваа програма беа обезбедени 43 различни лека. Денеска во оваа емисија ќе имам двајца соговорници. Веќе едниот соговорник ни е снимен, ќе го пуштиме сега одново продолжение. Тоа е Весна Алексовска, која што е председателка на Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици. Со неа исто ќе поразговараме за сите оние работи кои што ги засегаат лицата со ретки болести, кои се најголемите нивни проблеми во секојдневието, што секако здружение работат и на што ќе се фокусираат оваа година, ќе ни каже Весна во разговорот во продолжение, а во вториот дел со мене во студиото ќе биде доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и е директор на клиниката за неврологија. Со него пак ќе поразговараме за сите оние ретки болести кои што опфаќаат нели невролошки проблеми. Еве се надевам дека сето ова што ќе биде доставено денес како информација ќе биде од ваша корист. Сега предлагам од режија да го пуштат разговорот со Весна. Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето Живот со предизвици. Добри дојде во Ваш термин и тебе сонце, токму на денот на ретките болести. Добро ве најдов, многу ми е драго што сум тука. Так. Една сте од оние некаде околу 500, така кажавте, што се во вашето здружение, кои што имаат ретки болести. 2009 беше годината која што ви беше практично вас диагностицирана ретка болест и одлучивте да отворите здружение за да им помогнете и на другите. Февруари е месецот на ретките болести, денеска токму е денот исто така на ретките болести, под кое мото го одбележувате? Така, значи оваа година како и секоја година претходно се држиме до мотото на Европската организација за ретки болести. Оваа година е споделија својата реткост, сподели ги своите бои, така да имаме многу огромна поддршка од многу школи во нашата држава кои дечиња ги бојат речињата и ги ставаат на Facebook во поддршка на ретките болести и тоа е многу убаво да се види како цела држава едноставно ги поддржува ретките болести и нивните права. Колку впрочем се знае кај нас за ретките болести и дали доволно се информирани луѓето? Некако и ние медиумите, баш и предмалку говоревме дека чекаме да дојде месец февруари за да одвоиме некако време и да посветиме внимание на овие проблеми. Колку доволно се информирани нашите сограѓани, луѓето за ретките болести, дали сметате дека треба повеќе да се говори за нив? Така, значи, од една страна се информирани, но од друга страна треба уште повеќе да се зборува, затоа што има 6 до 8000 ретки болести различни. И нашето знаење е многу малечко. Во Сдруженијето знаеме за околу 200 ретки болести кои постојат во нашата држава, но сигурно се повеќе. Тоа што се дел во програма за ретки болести, дел се преку фондот, преку клиниките и расплинети се на сите страни едноставно. Оние кои најмногу треба да знаат за ретките болести се сепак докторите. Токму затоа и соработуваме и со студентите. Баш на овој ден има и предавања за ретки болести кои е организирано од студентите на медицина. Тие секоја година го прават тоа. Присуството е огромно, заинтересираноста е голема и многу е убаво кога луѓето учат повеќе за ретките болести. Затоа имаме и кампањата ги запознаваме ретките, што е идејата на Гордана Лолеска од Охрид, мајка на дете со Алпорт синдром. И секоја година, веќе четврта година поред, по 30 болести успеваме да прикажеме на медиумите, да ги споделуваме по социјалните медиуми, едноставно луѓето да учат повеќе за ретките болести. Докторите ни се приклучуваат и не поддржуваат, се држат повеќе предавања.
тешко е, не само во нашата држава, и во другите држави е тешко да се добие диагнозата за ретки болести, токму затоа што никој не размислува за нив, нели? Кога некој има симптоми, секогаш се обидуваме да го најдеме едноставното решение, реткоста е комплицираното решение. Кога ќе се исцрпат едноставните, тогаш се оди кон ретките. Так. Каква е состојбата во однос на терапијата за лицата со ретки болести? Дали се уште има некои од вашите членови кои што мора да бараат терапија, да им се прати од надвор? Да, значи тие што се регистрирани во регистарот за ретки добиваат лекови преку програмата, иако често тендерите знаат да каснат годишен тендера. Од друга страна, има и пациенти кои ги добиваат преку тендерите од клиниките со условни буџети од Фондот за здравствено осигурување, но се уште има една група на ретки болести кои мора да купуваат од надвор, затоа што се работи за некои поевтини лекови, кои никој не сака да ги увезува во нашата земја и ги нема во аптеките, но ги има во Србија, во Грција, во Бугарија, никогаш некои набавуваат дури од Германија, и тоа е еден голем проблем кој е останат, затоа што дури и Министерство да објави тендер, никој нема да се јави да ги донесе тие лекови. И не знам како ќе го решиме тоа, но се обидуваме на сите начини да најдеме некаква соработка. Сепак се работи за лекови кои можеби чинат до 50 евра месечно, а се за 10-15 луѓе. И тие болести се некако оставени на маргините во овој момент. Но не се само лековите, а тука се и социјалните услуги кои не достигаат, затоа што има многу болести каде што немате лекови, но се потребни одредени социјални услуги за да имаат подобар живот, а не можат да ги добијат затоа што ги нема во категоризација, ги нема во правилник, и сето тоа нели мора да се реши законски, но додека не го промениме законот за здравство и здравствена заштита, не можеме да го промениме законот за здравствено осигурување, и затоа не можеме законот за социјала да го промениме. Така да очекуваме со промените во законот да се прифати дефиницијата за ретки болести, да се стави во закон. Кога постоиме на едно место, многу е полесно да постоиме и на други. Така, го спомнавте Министерството, спомнувате дека треба нели еве и да се вметне како дефиниција во законот, зашто досега воопшто не е ништо сторено околу овој проблем. Каква би беше соработката? Дали воопшто некогаш ви се вети ова што сега еве го кажувате како многу важно нешто за ретките болести? Па уште нели по заминувањето на Тодоров како министер до Венко како министер, тој започна со промените во законот за здравствена заштита, но нели се случи короната, се случија политички промени, се случија многу други работи и наеднаш законот не беше приоритетен да се донесе, но очекуваме да влезе во расправа и да се донесе, и сакаме да знаеме дали нашата дефиниција е внатре или не, пошто засега немаме ни информација воопшто дали е вметната таа дефиниција за ретки болести, а нас не е и како потребна за да може да си ги добиеме правата кои ни се потребни и кои ни следуваат, затоа што не е фер да бидеме дискриминирани во поглед на други хронични и чести болести, само затоа што сме ретки и никој не му текнало нели да не стави во закон. Така. Има ли доволно средства во буџетот за да се покријат сите ваши потреби за лицата со ретки болести? Бидејќи кажавте не се само лековите кои што се извинувам потребни, меѓутоа има и други услуги кои што треба вие да ги користите за да имате подобар живот. Моментално во програмата за ретки болести средствата се користат само за лекови, не се користат за друго ништо. Во фондот се одобруваат средства за диагностика, за генетика и за посебна исхрана, и на условните буџети на клиники има некои лекови како што кажав, но видовме дека оваа година буџетот за ретки болести објавија програмата сега крајот тука во февруари месец, и видовме дека е намален буџетот, што навистина не изненади, затоа што знаеме дека има нови пациенти, има нови лекови кои треба да се стават, а буџетот е намален. И не знаеме како ќе изгледа тендерот за ретки болести оваа година, се уште не е објавен, но сме уплашени на некој начин, затоа што сме свесни дека нема да ги покрие потребите кои моментално се за пациентите за лекови. Така да ќе разговараме со министерот за здравство да се направи ребаланс и да тој буџет да се зголеми колку што можно побрзо. Имате ли веќе комуникација со новиот министер?
Имавме комуникација за да го поканиме на денот на ретки болести. Ќе присуствува и ќе се запознаеме, ќе бидат присутни сите здруженија и министерот за здравство и се надеваме дека ќе имаме еден конструктивен разговор и понатамошни состаноци за да направиме напредок. Свесни сме дека веќе има состаноци со директорите на клиниките во клинички центар Скопје и тоа е чекор напред затоа што докторите многу добро знаат што ни е потребно. Так. Веќе 2 години практично како сме во време на пандемија, со какви се проблеми вие се соочувавте, односно сите оние кои што имаат ретка болест, за овие 2 години, низ какви предизвици се поминавте, бидејќи нели се беше некако ограничено, дури диагностиката беше затворено практично, како да кажам, оној момент кога треба веќе нели да појдете и да се диагностицира. Како функциониравте овие 2 години? Кои беа потешкотиите? За жал видовме дека диагностиката е некако намалена или многу подоцна се диагностицираат одредени случаи, но од друга страна тешко беше и да се добијат и термини за контрола и терапија. Цела среќа што имаме прекрасни доктори кои соработуваат и кои наоѓаа начин и време да ги видат пациентите, да се даде терапија и се да биде во ред, но дефинитивно пандемијата ги поремети работите на некој начин, а и нас не фати во некоја состојба на страв, затоа што како ретки сме уште поподложни нели на последиците од короната и се уште тој страв е присутен. Многу повеќе пациенти имавме кои се пријавуваа за поддршка психолошка, која ја како здружение ја даваме како услуга бесплатно за семејствата уште од 2019 година. И јас се надевам дека ќе продолжиме со тоа. Но не е едноставно. Мислам, пандемијата е страшна за секој, за ретките, да речеме, дупло пострашна. Так. Обично кога се говори за ретките болести, секогаш се запрашуваме што е тоа што најмногу треба да се посвети внимание за некако, како да кажам, навреме да се диагностицира и навреме да се реагира, нели? Постои ли некој ваш предлог што би било потребно во иднина на што најмногу да се посвети внимание за да некако навреме се реагира и да се диагностицира ретка болест? Веќе спомнавме едукацијата која е важна за да се препознаат симптомите, но од друга страна нешто што е од исклучително значење, особено за метаболните болести, е скринингот за метаболни болести, неонатален скрининг на новороденчиња. Кај нас се прави само на 6.000, предходно беше на 4 или на 2, а имаме 20.000 просечно кои се раѓаат. И токму затоа мислам дека е важно да се прошири тој скрининг на сите 20.000, затоа што тука се болести на кои им е потребна посебна исхрана и начин на живот и доколку не се диагностицира веднаш после раѓање, има последици во развој, тоа физички и ментален развој, последици кои понатамошно не можете да ги вратите назад. И кога се диагностицира месец дена, 3 месеци, 3 години покасно, тоа е страшно за детето. А ако се диагностицира кога ќе се роди, тоа дете ќе има многу нормален живот, мислам нема ни да се знае дека ја носи таа ретка болест, затоа што нели само се променува начинот на исхрана, како фенилкетонурија болеста што е, и ние инсистираме овој скрининг да се прошири. Сега за жал немаме позитивни одговори во тој поглед. Изгледа премногу скапо или непотребно, но јас викам дури едно дете да спасиме, едно семејство да спасиме, тоа не се многу пари. Значи, затоа што за фенилкетонурија чини 1 евро, за сите метаболни е околу 20 евра за да се направат како скрининг. Так, кажавте дека нели се потребни овие скрининзи. Предпоставувам дека се тоа што го говорите е во насока да на некој начин се намали ризикот од, не дај Боже, нели, потешки последици на оние со ретки болести. Од 2009 кажавте формирано е живот со предизвици. Дали можете вака да за овие години наназад можете да согледате дека зголемена е појавата на ретки болести? Имате ли некои такви сознанија или континуирано е бројот ист? Не можеме тоа да го кажеме, затоа што сепак не располагаме со такви податоци. Дали воопшто некој води некоја евиденција вака? Дали имате информации? Здруженијето. Затоа што повеќе луѓе слушаат за нас, па повеќе луѓе се приклучуваат кај нас. Но не значи дека тоа е зголемена диагностиката или нешто. Од друга страна, единствениот начин тоа да се направи е токму во регистарот за ретки болести во Министерство за здравство, но таму податоците
диагнозите се видливи само за Комисијата за ретки болести, што значи дека никој од нас не ги знае истите. Само се располагаме со некоја бројка дека отприлика по 50 до 100 случаи се регистрираат годишно, колку што забележавме. Тоа може да се нови, може да се стари случаи кои не биле регистрирани, па сега се регистрираат. Значи не можеме да дадеме таков податок. Дали секој кој што ќе се диагностицира со ретка болест се заведува во регистарот? За жал не. Некогаш дури и самите пациенти инсистираат да бидат заведени и регистрирани, затоа што докторите се тие кои мора да ги регистрираат пациентите, да поднесат барање до Министерството, до Комисијата за ретки болести, но со оглед на тоа дека единственото она што се добива од програмата за ретки е терапијата, доколку не постои терапија за болеста, тогаш докторите не се ни обидуваат да го заведат случајот, затоа што ништо не добива пациентот од тоа, едноставно само дека ќе биде заведен во програма за ретки. Но јас се надевам дека понатамошно, дека тој регистар ќе биде видлив и за труд и социјална политика, па пациентите кога ќе бидат заведени како ретки ќе можат да добиваат социјална услуга како ретка, но тоа сакам да се случи во иднина, што значи секогаш им кажувам и на пациентите и на докторите, ве молам, заведувајте ги сите пациенти. Многу е важно да ја знаеме бројката, затоа што само така ќе може да се планираат и политики за ретки болести. Во друг случај, како ќе планирате ако не знаете бројки? Весна, веќе колку години веќе се соочувате со вашата ретка болест? Од раѓање, затоа што генетска болеста ја наследив од мајка ми и татко ми, така да беше диагнозата ја добив во 91 година, имав 7 години, сега еве 37 ќе полнам, што значи веќе 30 години. Значи на 7 години е диагностицирана така. Каков животот, како ви се одвиваше сите овие години, освен примање на терапија, што ви беше друго потребно за да функционирате нормално во животот? Значи, мојата болест е болест на Гоше, каде што се зголемува слезината, црниот дроб, стануваат кршливи коските и се намалуваат тромбоцитите и хемоглобинот. Со терапија сите тие симптоми исчезнуваат и јас имам сосем нормален живот. Значи само со терапија? Си додека примам терапија, јас немам никаков проблем. Секогаш ми е смешно кога некои пријатели ќе ме прашаат: "Е, ја смееш ова да јадеш или да пиеш, као да не смееш случајно?" Ама не, терапијата нема контраиндикации. Моментално само цитрон не смеам да пијам, или да јадам, али се друго ми е дозволено и си имам најнормален живот. Пред да ја добијам терапијата, тоа беше тежок дел во мојот живот, со многу болка, искршеници, изголемен стомак и единствено само витамини можев да пијам и ништо друго, и тоа беше проблем. Но со терапијата не знам, се осеќам како најсреќниот човек на светот, затоа што дури и тоа што ја имам болеста ми отвори нови, не само нови предизвици, него нови можности, ми даде ново семејство, значи припаѓам на интернационалното семејство на Гоше пациенти и волонтирав таму и работам таму сега, и тоа за мене е, не знам, најубавиот дел од животот. Мојата болест мене ми донесе среќа. Така, некако како за крај да го заокружиме разговорот, на што ќе се фокусира живот со предизвици оваа година? Дефинитивно ќе се фокусираме на донесување стратегија за ретки болести заедно со другите здруженија и Националната алијанса. Ќе се фокусираме на тоа дефиницијата за ретки да биде во Законот за здравство и дефинитивно социјалните услуги мора да се подобрат. А од неонаталниот скрининг, како што кажав, не се откажуваме, ќе го тераме тоа и понатаму. бидејќи кажавте дека е многу важно. Да, и се надевам со соработка со докторите дека се ќе постигнеме. Така, ти благодарам многу за твоето денешно гостување во ваш термин, уште повеќе што токму на денот на ретките болести и претходно напоменав кога пред да почнеме да снимаме, секогаш сме тука отворени за ретките болести, кога ќе има потреба да кажеме нешто до медиумите, секогаш може да се обратите до мене како новинар и до нашата телевизија да го презентираме тоа до јавноста. Ти благодарам многу за денес. Ви благодарам и вас и наредно дефинитивно праќаме некои пациенти кои мора да купуваат сами уште терапија од странство со цел повеќе да се насочиме можеби и кон тоа да видиме со што се соочуваат и како може да им се помогне. Секако и посакуваме Министерството да има повеќе слух за луѓето со ретки болести. Ти благодарам уште еднаш. نحن 300 مليون. نحن هنا لنشارك خبرتنا، تحدياتنا،
انتصاراتنا وأحلامنا لنشارك مجتمعنا الملون ونشارك قصتنا معكم. Este es nuestro pequeño, nuestro primer hijo, nieto, bisnieto, sobrino. Le encanta pintar, jugar, bailar y leer cuentos. Tiene la enfermedad de Gaucher. Ja se zovem Jelena. Volim da budem okružena prirodom i upijam slike i zvuke oko sebe sa svojim mužem. Volim slobodu, putovanja i istraživanja. Imam cističnu fibrozu. Završila sam fakultet i odlučna sam da uspem u životu. أنا وفيء. أنا أحب السيارات وألعاب الفيديو لدرجة أنني أرغب في الحصول عليها جميعاً حتى لو كان ذلك مستحيلاً. أتناسى نفسي في الأفلام مع أصدقائي وعائلتي. عائلتي وجدوا أن تشخيص الحصل العضلي الدوشيني صعب، ولكن دائماً أحاول أن أعطي الطاقة الإيجابية بابتسامة كبيرة. igama lami ngingoTsepiso. Ngithakazelela ezobuciko, ezomculo kunye lezemidlalo. Ngangilethemba lokuthi lami ngingaba ngumzali njengoba ngiphila lo mkhuhlane weVon Willebrand. Kodwa namhlanje ngingumama wendodana engipha injabulo enkulu. أنا اسمي ندى. أنا أدرس علم الصوتيات في الجامعة لأنني أهتم بالتواصل واللغويات. أنا عندي انحلال البشرة الفقاعي وأحياناً يستخفون بي. Kule nkinga esibhekane lazo ngathwala nzima ukuze odokotela bazi ukuthi ngibulawa yini. Para tener acceso, Imithi eqondileyo. أو أي علاج على الإطلاق. أحياناً أتعرض للتمييز، وصمة عار. Ili čak isključivanjem iz društva. Naše priče su jedinstvene, retke, drugačije i različite. Ipak imamo mnogo sličnosti. شغف مشترك في الحياة، التحديات والإحباطات المشتركة. un impulso compartido para el cambio. Amazwi ethu sonke kumele azwakale njalo izikhalazo zethu zinanzelelwe. No importa si vivimos en مصر، Srbiji, لبنان، Perú, India, 中国 Japan, United Mexico, States of Brazil, America. kumbe eZimbabwe. Nxa sindawonye ilizwi lethu lilamandla. معاً نستطيع أن نرفع مستوى الوعي، تحطيم حواجز الرعاية والتشخيص والعلاج. نحن نطالب بالإنصاف والشمول. نحن نظهر للعالم ما نحن قادرون عليه. uprkos izazovima sa kojima smo suočeni. لنضيء منارة من الضوء لكل من يحتاج إلينا. pero aún tienen que encontrarnos. Con 300 millones de historias, juntos podemos pintar una imagen de un futuro más brillante. Ngemibala yethu, ngamazwi ethu. Да, токму така нивните проблеми треба да допрат до секого, секој да ги слушне за да се најде решение за секој еден вид на ретка болест. Во вториот дел веќе со мене во студиото е доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и директор на клиниката за неврологија. Доктор Барбов, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од ова денешно издание на ваш термин за ретките болести, бидејќи и вие сте еден од оние доктори кои што се вклучени во оваа проблематика, во диагностиката, во третирањето на пациентите кога станува збор за невролошките проблеми. Бевте денеска и вие во Хилтон, се одбележа денот, како помина само и од ваша страна што беше посочено како доктор и директор на клиниката. Најпрви добро вечер до вас и до вашите гледачи и благодарам за поканата. Еве во континуитет денес да го бележиме денот на ретките болести. Инаку кампањата речиси цел месец траеше во организација на пациентските здруженија и имаше многу активности, на телевизија секој ден се објавува кратки спотови за некоја ретка болест и како да кажам, финишот на сите овие активности беше денес во хотел Хилтон, исто така во организација на Здруженијата за ретки болести и тука беше присутен министерот за здравство, првата дама на нашата држава, директорот на пошта кои 3 години поред издаваат поштенски марки посветени на ретките болести. Исто така беа присутни лекари кои работат со пациенти со ретки болести, представници на здруженијата, меѓутоа и пациенти кои боледуваат и кои споделија собствени искуства.
Така. Што беше вашето излагање како нели одговорен доктор за оние невролошки ретки заболувања кои што ги има кај нас? Значи, Дали сите имаат терапија оние кои што вие ги водите? До сега има диагностирано околу 7000 ретки болести во светот. Најголем број од нив се генетски, односно наследни болести. Меѓутоа, само за 7% од нив има терапија. Инаку, голем број, дури се смета дека повеќе од 50% од ретките болести се невролошки болести, од кои најголем број се невромускулни, така да улогата на невролозите е многу важна и овие денови се посветени баш на тоа да се зголеми свесноста за ретките болести, меѓу другото и меѓу лекарите со континуирана едукација за да полесно нели се препознаат овие болести, бидејќи колку порано се диагностицираат нели за пациентите што има терапија, колку порано почнат терапија е подобро за нив. И од тој аспект јас ги опфатив невролошките ретки болести, инаку тие се навистина многу. Мускулните дистрофии се многу чести, за жал се уште нема терапија за нив. Други болести на метаболизмот, периферни невропатии, сензомоторни невропатии, наследни за кои исто така се уште нема терапија, наследни спиноцеребеларни атакси, тоа се болести на движењето кај што пациентите нели тешко држуваат равнотежа и на крај остануваат неподвижни бидејќи нели нема соодветна терапија. Меѓутоа, јас дадов акцент на болестите кај кои има терапија и во моментот за 5 болести ние добиваме терапија преку програмата за ретки болести на Министерство за здравство. Тоа е спиналната мускулна атрофија, фамилиарната амилоидна полиневропатија, Вилсоновата болест, Хантингтоновата хореја и амиотрофичната латерална склероза. Така. Ние минатата година успеавме и нели со онаа емисија која што имавме и вие бевте мој гостин, Снежана, мајката на Ѓорѓи, така. Беше тука гостинка и навистина толку многу им беше потребна терапијата и се надевам дека еве Ѓорѓи сега веќе ќе биде подобро од она што беше. Значи, еден од тие од минатата година што доби терапија е Ѓорѓи. Кажете ми, колку е важно навреме еве и да се диагностицираат овие невролошки, сега говориме бидејќи ваш домен е тоа, нели, за невролошките ретки болести, колку е важно навреме да се диагностицираат и што треба, како да кажам, да се преземе побрзо за да се нели оди по тоа побрзо и да се добие лек и така натаму, бидејќи знаеме дека добивањето на лековите и Весна кажа во незиното излагање и вие кажате дека прво треба да се распише тендер, па се чека, па дали има средства, па треба да се зголеме буџетот и така натаму. Малку комплицирано е сето ова. Се надевам дека Министерството ќе има малце повеќе слух, нели, за да малце ги поедностави работите за ретките болести, бидејќи навистина кога ќе се диагностицира една ретка болест, многу брзо им е потребна терапија за да нели почнат нормално да живеат. Што вие како доктор невролог вака би кажале во однос на раната диагностика? Еве сега кога спомнавте емисијата од пред година дена кога заедно со Снежа бевме гости во вашата емисија која е родител на дете со ретка болест и во тој период една од причините заради која нели темата на минатогодишната емисија беше токму тоа што нејзиниот син со спинална мускулна атрофија кој е над 20 години во тоа време немаше терапија. Колку години само беше без терапија? Јас вака сега бидејќи нели повеќе време поминато, вие можеби подобро се сеќавате? Повеќе години ми се чини беше без терапија. Значи, болеста почнува во првите години од животот. Он е сега околу 22-3 години, така, значи цело време без терапија. И овие пациенти минатото лето добија терапија, значи пред околу 7-8 месеци. И навистина тој момент кога тие дојдоа на нашата клиника, во мојата канцеларија со главната сестра, нели им дадовме терапија во тоа време на 4 возрастни пациенти. Навистина тоа беа многу емотивни моменти кога после толкава борба, нели, така, ова момче и другите тројца дојдоа до терапија и навистина се радуваме што сега кај него има стагнација, значи болеста не може скроз да се
излечи, меѓутоа има стагнирање на болеста не и прогресира. со физикални мерки се надеваме дека ќе дојде до нејзино подобрување. Меѓутоа, како што спомнавте, дијагнозата е многу важна, затоа што ние кај еден пациент, ако немаме дијагноза, не може ни да размислуваме за било каква терапија. Некои болести, како спиналната мускулна атрофија, кои се јават посебно кај доенчење во детската возраст во првите години, имат многу класична клиничка слика и тие релативно брзо се препознаваат и со генетско тестирање се докажуваат. Меѓутоа има ретки болести кај кои пациентите со години лутаат по лекари, од еден лекар на друг, додека се дојде до конечна дијагноза. Една од тие е фамилијарната амилоидна полиневропатија, за која се смета дека дури на запад, во поразвиените земји, па и кај нас, бидејќи Македонија и Бугарија се ендемско подрачје за оваа болест, просечно треба да поминат 3 години додека се дојде до вистинската дијагноза. Така да и овие настани, овој меѓународен ден на ретките болести е посветен на подигнување на свесноста за овие болести и што побрзо дијагностицирање, бидејќи само на тој начин, кога пациентот ќе има дијагноза, која во најголем број случаи генетски потврдена, тој ќе може да се пријави во комисијата за ретки болести или на друг начин да дојде до терапија. Така, значи се што ќе забележат нели луѓето нешто невообичаено, што не е стандардно некои симптоми, сепак треба малку подетално да се испита работата, да побараат повеќе мислења за да видат точно дали станува збор за некоја ретка болест. Колку од овие ретки болести кои што се невролошки се јавуваат во кај малите дечиња, колку во подоцни, еве да кажам, во некоја возраст каде што се веќе можеби тинеџери или така натаму. Има ли тука разлика од болест до болест? Разлика секако дека има ретки болести во детската популација и ретки болести во возрастната популација. Кои се специфични невролошки за децата, кои за возрастната? Значи, тоа е обично до 14 години пациентите се лекуваат на детска клиника, после 14 години доаѓаат кај нас. Сега болестите се навистина специфични во детската возраст. Некои се јавуваат само во детска возраст, меѓутоа некои нели почнуваат во првите години од животот, меѓутоа продолжуваат понатаму. Болеста е хронична, прогресивна и после 14-15 години тие доаѓаат на нашата клиника. Тогаш може да се јават повеќе симптоми, поголеми. И исто така тоа треба да го нагласиме дека болеста иако е генетска, тоа не значи дека она ќе почне веднаш со раѓање. Генетските болести како е на пример фамилијарната амилоидна полиневропатија, која е автозомно доминантна, значи се пренесува од доволно едниот родител да има за да може детето да ја наследи. Така, имав јас една емисија се извинувам со доктор Владимир токму за како се пренесуваат тие генетски болести. Таа болест, иако се пренесува од раѓање, клинички почна да се манифестира на 50 години. Така да има болести кои се јавуваат во детската возраст, има болести кои се јавуваат во адултната возрастна популација и навистина сега не би можеле така стриктна дистинкција да направиме. Меѓутоа, кога станува збор за симптомите, дали секогаш се поврзани со некако со моториката, со развојот, еве кај дечињата, например, кога станува збор за тие детски невролошки заболувања, дали тука треба нешто да се забележи со нивниот развој, моторички развој кај децата, кога веќе нели ќе почнат да одат, Јас спомнав дека повеќе од 50% од ретките болести се невролошки, од кои најголем број се невромускулни, самото тоа значи дека е зафатен моторниот систем и нормално кај децата, кога родителите ќе приметат дека детето не ги постигнува тие, како да кажеме, способности кои веднаш треба да се реагира така. Бебето, да кажеме, е помлитаво, помалце се движи, покасно почнува да ја подига главата. Така да се што ќе се примети дека обично родителите кога имат едно дете, кај второто веќе прават или третото споредба со првото, малце потешко кога се работи за прво дете, меѓутоа се што ние сите знаеме, нели, детето на колку месеци проодува, на колку месеци дига главата, тоа нели детските лекари се подобро го знаат тоа од мене, така да секој закаснување во моторичките вештини треба да ќе алармира родителите да детето се однесе на лекар. Така. Веќе измина 2021, кажавте дека дел од пациентите добија терапија, се дијагностицираа ли нови некои случаи на ретки болести од вашиот домен? Секако дека се дијагностира и многу нови
и пациенти од постоечките и со нови ретки болести, иако веќе 2 години живееме во ковид пандемија со, како да кажам, еден дел од нашите ресурси, после клиника за неврологија, скоро 2 години е ковид центар, меѓутоа амбулантско поликлинички оддел продолжи со работа, во соработка, нели, секој пат при диагностика на ретките болести се многу важни генетските тестирања. Тука најмногу ни помогна генетската лабораторија во Македонската академија за науки и уметности, а последните месеци се отвори генетска лабораторија и на Институтот за имунологија, така да на овие 2 места ние праќаме крв и нормално дека спиналната мускулна атрофија спомнав, минатата година во летото, кога возрастните пациенти добија терапија и некои од децата исто така добија не само преку Министерство за здравство, меѓутоа и преку програмата за милосрдие од некои компании добија терапија, така да некаде септември минатата година ние се пофаливме дека сме една од ретките земји во светот кај кои сите пациенти со спинална мускулна атрофија се покриени со терапија. Меѓутоа, до крајот на 2021 ние диагностиравме уште 2 возрастни пациенти со спинална мускулна атрофија, тие се уште без терапија. Имаме 12 пациенти со фамилиарна милоидна полиневропатија, во меѓувреме диагностиравме уште 3, значи вкупно 15 пациенти, така да 3 се уште без терапија. Мимо тоа ние диагностиравме пациенти со многу ретки болести, како што се хирајама болеста, inclusion body миозитис, некои ретки пореметувања на метаболизмот. Тука многу ни помогна професорот Тодор Арсов од имунологија. Ние во заедничка соработка диагностиравме една ретка болест во која во светот има само 20 пациенти. Меѓутоа, за жал, за овие болести се уште нема терапија, али сепак на некој начин кај ова момче 10 години се луташе за диагноза. 10 години требаше да се помина да се утврди која е точната, бидејќи сепак тоа се суптилни генетски тестирања и порано не може да се направат. Така. Како оди после процесот, доктор Барбов, во однос на терапијата? Кажавме дека треба, нели, вие, предпоставам, дали вие ги доставувате информациите за новите случаи на ретки болести до Министерството? Како оди за да, нели, потоа тие распишат тендер, пак да се набават и лекови? Тука има вообичаена пракса, за секој пациент со ретка болест што ние ќе го диагностицираме, значи тоа не е само јас, туку сите лекари од клиниката. Ние имаме на нашата клиника комисија за ретки болести и она ги прибира сите тие пациенти кои се диагностицирани. Постапката мора да помине преку стручниот колегиум, значи на стручен колегиум сите лекари да се согласат дека овој пациент на вистина има ова болест и на вистина доколку е од групата за кој има терапија, ние го доставуваме тој извештај од стручен колегиум обично еднаш на 2-3 месеца, зависи како се диагностираат нови пациенти. То го поднесуваме тој извештај обично на 2 или на 3 месеци до Комисијата за ретки болести, каде ги ставаме сите пациенти со ретки болести, едните за тие што нема терапија само да влезат во регистарот, а за тие што има терапија даваме предлог за терапија. Сега понатаму постапката, нели, Комисијата за ретки болести, зависно од количините на лекот со кој се располага, набавките и сето тоа, постепено, нели, еден дел од тие пациенти влегуваат во листата за терапија и почнуваат да ја добиват. Меѓутоа мора да напомнам дека има одреден број на пациенти со ретки болести за кои нема лек, да кажеме. Ние сме ја диагностирала болеста, меѓутоа нема лек. Семејството, односно пациентот, не сакат пациентот да влезе во регистарот. Значи, тоа е лично право. Не може ние никого на сила да пријавиме. Има доста такви пациенти со ретки болести кои не се пријавени во регистарот, сепак тоа, нели, се почитува и приватноста на пациентот и нивната желба, така да најголем број од пациентите се во регистарот, меѓутоа има одреден број на пациенти кои не се влезени во регистарот и, нели, не сакат семејствата да бидат во некој регистар. Добро, но чисто вака како
еве како некој предлог, дали воопшто сте размислували со другите ваши колеги доктори, бидејќи нели како што знаеме кога ќе се дијагностицира ретката болест, што побрзо е потребна терапија, а некако процесот и вие сами знаете некако многу се одолговлекува од комисијата до министерството, па министерот подека тендерот се губи многу време. Нема ли некој како да кажам, не може ли да се направи нешто тоа да функционира малку побрзо кога станува збор, еве бидејќи навистина како што е зборот ретка болест, Да. треба нели да има некој приоритет. Значи, ние кога ќе го испратиме извештајот од стручниот колегиум за пациентите и за предлогот за терапија, тука нашите ингеренции завршуваат. Значи, ние како клиника, дури јас како директор не можеме понатаму да влијаеме, тоа е понатаму постапка која води Министерството за здравство. Така. И денес беа таму на настанот во Хилтон беше присутен и министерот и заменикот министер, представници од пациентските здруженија, сите си го кажа своето мислење, нели дека секако тие постапки треба да се забрзаат. Така, Буџетот исто така мора да се зголемува, бидејќи мора да кажам дека ова се иновативни терапии кои многу коштат. Иначе кога би биле ефтини лекови, тоа не би било многу брзо. побрзо, да. Кога се ефтини лекови, дури ние самата клиника би ги набавиле од нашите собствени буџети. Меѓутоа, тоа се сепак иновативни лекови со, како што се овие месенџер вакцините, тоа се со ДНК и РНК терапии каде се субституција на ензимите. Значи, тоа се терапии кои се многу скапи и затоа нели и нивната набавка оди бавно, односно пациентите тешко доаѓаат до лекови, затоа нели имаме случаи каде што фамилиите се селат на запад, дури една фамилија за една пациентка со неуромилитис оптика, млада девојка со тежок облик на неуромилитис оптика, отидоа азиланти во Германија, се со цел да дојдат побрзо до терапија. Така, навистина. Многу, како да кажам, многу жално вака кога ќе слушнете дека некој треба да отиде, нели, скроз да се исели од земјата за да може на своето собствено дете да му возможи нормален живот. Тука сме никаде на крајот, што вака само како за крај да заокружиме, значи месецот измина. Јас еве и на Весна и посочив секогаш сме тука отворени ако треба нешто се проговори за ретките болести, не да биде нели само февруари како месец, еве и така и беше минатата година, не случајно беше сето тоа што се случи. Значи со Снежана и со Ѓорги. Што вака би порачале како за крај на оваа емисија и да го заокружиме денешното издание на ваш термин? Па јас ќе им препорачам на колегите, значи секој пат во своите ординации да мислат на ретките болести, кога ќе дојде пациент со некоја невообичаена клиничка слика, да им побуди сомнеш дека тоа можеби, еве, порано пациентот не се движи и веднаш како мускулни дистрофи се крстеа сите пациенти, се диагностицира, пардон, меѓутоа од таа група на дистрофи понатаму се испадна дека многу пациенти имаат сосема други, како што е спиналната мускулна атрофија и некои други заболувања. Значи, прво лекарите, нели, еден апел лекари, така, малку да повнимаваат. Да внимаваат, и специјалистите, затоа што реком, пациентите 3-4 години лутат по специјалисти. На еден, на друг, физикална, на на ортопед, на гастролог, посебно бидејќи се работи за мултисистемски болести, се повеќе органи зафатени, пациентите, нели, се препаќаат кај различни специјалисти, а за пациентите, односно за пациентските организации, тие така веќе тоа го работат, значи да бидат што поупорни во нивните барања, бидејќи само со заеднички труд работа како на лекарите, така и на пациентите, тие ќе дојдат до лекови. Изминатите години тоа го потврдија, се набави терапија за едно десетина нови болести, кои пред 3 години, да кажеме, ние не можевме да замислиме дека ќе некои од овие пациенти ќе имаат терапија. Денес е тоа реалност, така да мора да продолжиме, нели, по тој пат, да бидеме упорни за да побрзо ги диагностираме пациентите и побрзо да дојдат до терапија. Така, јас се надевам дека нели и министерството ќе направи се што е во нивна можност, нели се со цел да што побрзо луѓето со ретки болести ги добијат своите терапии и да почнат да живеат нормален живот. Доктор Барбов, ви благодарам за денес. Ми беше чест што бевте еве токму на денот на ретките болести мој соговорник. Се надевам во некоја следна емисија ќе бидете повторно пак да проговориме за она што еднаш направивме емисија, да видиме какви
се резултатите од сите оние пациенти за онаа метода која што вие ја употребивте на вашите пациенти? Вегетативната нейростимулација, лани направив... Нервот вагус. Да, се направи интервенција кај 5 пациенти минатата година. Тоа беше еден револуционерен пристап во лекување на пациентите со епилепсија во соработка со неврохирурзите, и ние за оваа нова метода ја добивме наградата на град Скопје 13 ноември, нели, да се пофалиме уште еднаш. И бидејќи ова апаратура се набавува од буџетот на нашата клиника, ние поминаа овие сега годишни планови. Во план сме уште за 5 пациенти ова година да може да набавиме ваква опрема, за да може да им се имплантира на пациентите. Посакувам успех на вистина и еве закажувам уште една средба да се договориме, па да проговориме какви се нели резултатите од сето она што го направивте. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успех во сето она што ќе го работите на неврологија. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку за денес. Се одјавувам тука, ви посакувам пријатен остаток од денот, ве оставам во добро расположение, имате добро здравје, грижете се за своето здравје, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.